Добар ден, почитувани гледачи. Студиото на Канал ВИС е новогодишно украсено, но ретко вака празнично, затоа што денеска имаме еден посебен празничен повод за разговор. Со мене е господинот Ване Ристов Патриков. Добар ден, добре дојдовте. Добар ден. А празнична и свечена е причината за разговор затоа што ние одбележуваме еден јубилеј на фестивалот на камерен театар Ристо Шишков, кој што всушност го препозна и општина Струмица и Советот, па го наградија со наградата Свети 15 Тивериополски свештеномаченици. Господине Ристов, ова е годишна награда, но за 30 годишна работа. Како се чувствувате како човек кој што го расне од пелени, што се вели овој фестивал, и сега кога ги гледате трите децении зад вас, наградени со една ваква престижна и највисока градска награда? Ми причинува големо задоволство. Особено сум горд на оваа награда, особено сум горд на овие 30 години фестивал. Се надевам дека идејата, од првичната идеја Денови на Ристо Шишков, успеавме да направиме голем фестивал, кој е престижен не само во нашата држава, престижен во европски рамки, во регионот, и ми причинува големо задоволство да ги во овој момент да ги поздравам сите оние кои учествуваа во овие 30 години во организацијата, во реализацијата на фестивалот, и се надевам дека и тие се гордеат со оваа награда, со овие медали од Го имаме медалот од Свети 15, ја имаме годишната награда. Ова е прекрасен, можеме да го кренеме малку да се види. Навистина е импресивно изгледа и многу е значајно. Како не? Рековте тимот. Ништо не се прави нели сам, за се потребни луѓе, но овие 30 години вие имавте ветер во грб од многу сограѓани, од многу театарџи и од многу љубители на културата кои што помогнаа и се вложија, се вградија во Ристо Шишков. Па вака е, од првичната идеја на Домот на културата, кога беше востановен Денови на Ристо Шишков, каде беа презентирани сите филмови кои до тој момент со осамостојувањето на Републиката не се прикажуваа, па до денес продефилираа многу луѓе, почнувајќи од театарски дејци, почнувајќи од политичари кои ни помогнаа во етаблирањето на фестивалот во Министерството за култура, па секако и актери, уметници. Наша цел беше да направиме специфичен фестивал, фестивал кој ќе го величи актерот, она што беше Ристо Шишков, за да го прикажеме пред публиката, пред струмичани, и секако ме радува тоа што последните 30 години фестивалот стана еден празник на театарот, еден празник на театарџиите, на љубителите на театарот, и секако берза на театри, берза на актери, берза на режисери, берза на луѓе кои во тие денови додека трае фестивалот ќе споделат мислења, размислувања, проекти и така натаму. Како тргна, рековте дали почна со Денови на Шишков, но прераснуваше во фестивал. Со колку представи се сеќавате ли на почетоките? Како не? Како почнавте? Како изгледа овие први години во кои што се обидувавте да направите некаква театарска фестивалска подлога во Струмица? Па немавме многу искуство, да ви кажем искрено. Јас тогаш директорот на Домот на култура, тогаш Благо Јанков Мучето, Кире Козаров, и директорот на Народниот театар Антон Панов, Ванчо Мелев, и неколку луѓе, Бранко Ставрев беше тука вклучен, Сенко Велинов, Гоце Тодоровски, Тодор Кузманов, неколку други луѓе од театарската дејност. Секако јас бев тука од тогашниот СИЗ за култура, и се востанови идеја да се направи, да се формира еден фестивал на камерен театар, и почнавме. Првично фестивалот почна под покровителство на Домот на култура, вториот фестивал беше под покровителство на Народниот театар Антон Панов, и веќе третиот фестивал моравме да формираме институција, фестивал на камерен театар Ристо Шишков. Ми причинува задоволство еве сега да ви кажам дека првиот статут, првите документи за основање на овој фестивал ги правев јас, и цело време во овие 30 години учествував во работата на фестивалот, во градењето на програмата, во градењето на идеите, и се надевам еве успеавме да ги пратиме сите тие меѓународни трендови, европски трендови, промените во театарот,
театрот е една специфична работа, знаеш, актерите се специфични, комуникацијата помеѓу актерот и публиката. Сето тоа направи да направиме добри представи, избор на добри представи, да направиме избор на добри актери кои ќе учествуваат на фестивалот и градот да заживее како фестивалски град, како театарски град. Рековте, бевте млади и неопитни во оваа работа кога почна да се оформува оваа идеја и кога почна да се реализира. Чувствувавте ли, не знам, покрај адреналинот и доза на страв, несигурност? Од каде црпевте енергија да најдете патека по која што ќе го... Желбата беше голема, да ви кажам искрено. Позади нас стоја луѓе кои го познаваат театарот, меѓутоа и луѓе кои го познаваа фестивалот. Секако ние учевме од нив, учевме од други држави како се формираа фестивали, учевме од луѓе кои на некој начин ставиле темели на некои други фестивали и изградивме една идеја со која ќе профункционира овој фестивал и секако тоа е една единствена идеја која е препознатлива во државата, меѓутоа препознатлива и во Европа. Театар на актерот со една единствена награда што го немаше никаде. Во тој период, еве и до ден денес, таков фестивал во Европа не постои. Така, и постојано лауреатите секоја година го нагласуваат тоа дека навистина се почестени што учествуваат на фестивал каде што во центарот, во фокусот е токму актерот и играта која што ќе се случи во тој момент во текот на фестивалските денови. Јас сум горд на тоа, еве, горд сум и на сите лауреати кои досега помина, почнувајќи од Сенко Велинов, Игор Џамбазов, па завршувајќи еве до минатата година на Дарија Ризова. Фестивалот помина низ многу премрежија, тоа морам да го споменам, поминавме и со многу поддршка од општина и од Министерство за култура, меѓутоа имаше години кога и немавме средства за одржување на фестивалот, меѓутоа со огромна помош на театрите, на љубителите на театарот, успеавме да го поддржаме и да го реализираме фестивалот. Последните неколку години, јас би рекол последните 15 години веќе сме на врвот на театарските фестивали. Бевме членка на НЕТА, еве минатата година има некои трансформации во НЕТА, тоа е новата театарска асоциација, каде што членуваат повеќе, околу 32 театри, фестивали и држави. И годинава, се надевам, ќе профункционира возобновувањето на НЕТА, бидејќи имаше еден прекин во работата, пандемијата си го направи своето. Така е. Пандемијата промени многу начини на функционирање. Значајна беше НЕТА за Шишков. Како не? Може да објасниме во што беше всушност силата што ја црпеше Шишков од НЕТА? НЕТА беше подстрек, НЕТА беше ветер во грб на фестивалот кога почнавме, кога го формиравме фестивалот во меѓународен. Така. Значи да направиш меѓународен фестивал е огромна работа. Фестивалот ќе има огромни трошкови, ќе има за плаќање огромни хонорари, меѓутоа НЕТА беше едно здружение кое ги спои сите театри, сите фестивали и на некој начин учествуваа актерите без хонорари, без ова се плаќаше превозот и сместувањето. И тоа беше за нас големо улеснување, секако да се донесе квалитетен театар, врвни актери. Да, тоа беше нашата идеја, да донесеме врвни актери, врвни театри и да успееме во реализацијата на тоа и да добие и градот и поголема публика и целиот регион едноставно беше на некој начин фокусиран на тој фестивал, почнувајќи од Бугарија. Ние бевме првиот фестивал кој во Слободна Македонија донесе представа од Грција. Имавме соработка и со грчките театри, имавме соработка од Словенија, за бившите југословенски републики, Русија, Украина. Значи нема балканска европска држава која не допринела во програмата на нашиот фестивал. Колку гостувањата на театрите помогнаа во вмрежувањето на Ристо Шишков? Задоволни ли сте од соработките или можеби понатамошните начини на кои што може да се вмрежите со останати театри, со останати фестивали? Задоволни ли сте во таа смисла? Или може да се прави повеќе? До прва би сакале да правите вакви конекции? Па, видете, фестивалите се менлива работа. Се развиваат, зависно од програмите на театрите. Значи, тоа е една мапа. Значи, ние, ако
ја изгубиме мапата, ако ја изгубиме, ние сме загубени. Значи мораме да ги пратиме трендовите на театрите, трендовите на представите, трендовите на драмските текстови. Знаете, театарот на некој начин е комуникација помеѓу актерот и публиката. И тука мораме да го најдеме тој спој за да ја направиме програмата на фестивалот. Не може да направиме едно обично читање на текст. Значи мораме да ги избереме оние представи, оние актери кои се даваат самите себе си во ролјата, во улогата која играат, за да имаме квалитетна и добра представа, а да имаме и ние квалитетен и добар фестивал. Така е. Колку е значаен селекторот? Мислам дека е најзначаен. Најзначаен. Еве, досега сме имале неколку селектори кои се врвни познавачи на театарот, врвни познавачи на таа уметност, почнувајќи од Бранко Ставрев, Бајро Шмјаку, Благој Стефановски кој направи, би рекол, најмногу за овој фестивал. Револуција направи во фестивалот. Еве сега Љупчо Ѓоргиевски кој последните 2 години е селектор. Се надевам дека уште 2 години ќе соработуваме со него и ќе направиме уште поголем фестивал, уште ќе ги следиме трендовите на европските случувања во театарот. Така, со едната нога се нагазува веќе во 4-та деценија. Верувам дека е многу поголема обврската, една сериозна традиција која што на некој начин задолжува да се направи максимум што може, но постојано не само Ристо Шишков, воопшто фестивалите, манифестациите кубурат со средства. Оптеретува ли тоа? Како не оптеретува? Тоа е најголемиот проблем фактички во реализацијата на еден фестивал, меѓутоа еве ние се снаоѓаме на некој начин. Секоја година аплицираме до министерството, некоја година добиваме повеќе, некоја година добиваме помалку средства. Минатата година за жал добивме најмалку средства од да кажеме последните 15 години, не знам од кои причини, претпоставувам оваа криза или пандемија. Сте иницирале ли некакви средби? И многу брзо кај нас се менуваа и министрите за култура последниве години. Да. Немаме можеби и континуитет во тимовите во министерството. Меѓутоа, дали е потребно, не знам, да се лобира и на друг начин со оглед дека театарските фестивали, особено со долга традиција, некогаш се оставени на маргините? Да. Ние нудиме програма, ние нудиме идеи, ние нудиме квалитет, и сметаме дека сето тоа министерството ќе го види, ќе го прочита од она што досега сме го направили, од она што планираме да го направиме, бидејќи идеите секоја година се нови. Ние никој пат не остануваме само на театарски представи кои се во програмата. Секој пат имаме и оф програма, која е во рамките на она што се вика театарско и во рамките на она што предизвикува контакт помеѓу публиката и актерите. Да. И се надевам дека годинава малце беше комплицирана постапката за аплицирање во Министерството. Успеавме да направиме добар проект за 2023 година и се надам дека тоа Министерството ќе го види. Секако, најголем поддржувач на фестивалот е општината. Морам да заблагодарам на сите градоначалници досега во овие 30 години, кои несебично го поддржаа фестивалот и несебично се внесоа во фестивалот за да дојдеме до тоа ниво на кое што сме денес. Да. Господине Ристов, во Македонија имам доста театарски фестивали, особено последниве години се јавија и нови. Дали сметате дека ова може да биде добро или е проблем затоа што па и голем дел од фестивалите се потпираат на буџетите и на општините и на државата? За мене е добро да развиваат повеќе театарски фестивали, бидејќи секој град на некој начин сака да има своја манифестација, а убаво е да има и театарска манифестација. Театарот е еден специфичен чин кој комуницира, рековме, комуницира со публиката, комуницира актерот со публиката, критикува се што е негативно во општеството, носи нови идеи и се надевам дека секој град веќе има на некој начин фестивал кој ќе носи нови идеи и за развој, и за комуникација. Фестивалите се убава работа. Фестивалите се она што треба да го прикажат што се случило минатата година или изминатите години, меѓутоа и да го искритикуваат тоа што
е негативно во општеството. Ја спомнавте ов програмата, таа е исклучително важна затоа што тогаш и се зборува театарот, не само што се гледа во текот на вечерните проекции, туку таму се говори и публиката има можност и да се едуцира на некој начин. Колку ни фалат сега во моментов познавачи, вистински познавачи на театарот и луѓе кои што ќе пишуваат и кои што ќе ја создаваат таа и театарска критика и мислење. Мислам дека такво јадро му фали на секој фестивал и на театарот воопшто. Тоа недостасува во државата. Немаме критичари театарски. Порано постоја неколку критичари кои цврсто стоја на нозе, кои несебично се залагаа за таа уметност и несебично ја критикуваа таа уметност. Меѓутоа, еве, последните неколку години немаме театарска критика, немаме луѓе кои ќе застанат да гледат еден театарски чин, да дискутираат, да го возложат. И го продолжуваат векот на трајање на тој. Ние на фестивалот имаме тркалезна маса, која го практикуваме тоа секоја година. Последните неколку години заради пандемијата и заради она забрана на собири не ги направивме овие тркалезни маси, меѓутоа тука се случува многу работи. Тука едноставно реков да беше замислено фестивалот да биде берза, да комуницираат луѓето. На тие тркалезни маси се зборуваше и за режисерите, и за сценографите, и за костимографите, и за актерите, и едноставно можеше да дојде до вмрежување и до соработки. И се случуваат секакви соработки. Тоа е тоа. Ја донесовте ова книга, ова интересно издание од 2008 година, во која што рековте се 15 години лауреатите, 15-те лауреати на Ристо Шишков од почетокот до 2008 година. Издание на Игор Ивановски, значајно име. Иван Ивановски, критичар. И еве се надевам дека следните 15 лауреати ќе ги вмрежиме, ќе ги ставиме во едно вакво издание. Имаме намера да направиме нешто слично или размислуваме во следните 2 години да направиме една монографија. На некој начин тоа да биде и фотомонографија која ќе прикаже многу случувања, која ќе прикаже актери кои се добитници на наградите лауреати, меѓутоа ќе ги прикаже и другите актери кои учествувале на фестивалот, театарските куќи кои учествувале на фестивалот, луѓето кои го организирале фестивалот. Се надеваме дека ќе успееме во таа идеја и ќе имаме едно богато издание кое ќе едноставно ќе го величи фестивалот. Така. Ја добивте наградата и сега претпоставувам дека веќе имате дополнителна енергија во креирањето на следното 31-во издание, иако сме многу далеко, нели, десетина месеци од новиот Ристо Шишков, но претпоставувам веќе имате идеи со оглед на тоа што не знаеме ни како ќе бидеме поддржани, но нешто од она што го планирате? Колку и да бидеме поддржани, ние ќе го направиме фестивалот. Сме правиле фестивали со многу малку пари. Им благодарам на сите пријатели кои учествувале во креирањето на програмата на фестивалот и ни помогнале во тоа. Еве веќе има неколку премиери кои ги гледаме. Селекторот ја прати продукцијата на театрите. Планираме соработка со неколку театри од Србија, од Бугарија, од Словенија и се надевам дека ќе се вклопиме во оној финансиски дел што се вели, па ќе можеме да имаме богата програма годинава. Сакаме и богата програма да направиме. Со некои промени или само проширување на содржините кои што ги имавте? Видете, фестивалот е едно клише. Значи, тоа е, од тоа не се бега, од клишето не се бега. Имаме една програма која е во конкуренција и тука се гледат представите. Сега ќе гледа селекторот е тој што ќе ги иницира представите дали на овој простор или на некој друг простор. Сакаме да освоиме уште неколку простори. Фестивалот тоа би било промена во однос. Зборуваме сега за простори надвор од Центарот за култура. Тоа ни е идејата, периодот го дозволува тоа и се надевам ќе успееме да направиме една таква програма. И секако програмата ќе биде малце повеќе збогатена, она која ќе даде нови идеи, нови и свежи размислувања за театрот. Исто така,
годинава во проектот нагласивме дека сакаме сите актери, како порано што беше, кои учествуваат на фестивалот, да бидат сите 7 дена, додека трае фестивалот, да можат да се гледат меѓу себе, да можат самите да се проценат и самите да оценат кој како ја изиграл својата роља и како контактирал со Тоа публиката. честопати се зборуваше дека поради недостатокот на средства мора да се што пократко присутни. Меѓутоа, сметате ли дека ќе успеете да го истуркате ова како идеја со оглед? Колку ви помагаат, еве да речеме, компаниите во Струмец? Имаме Многу. голем број на сериозни компании, има хотели. Имаат ли одговорности и расположение да ја се најдат во поддршка на културните настани, особено на Шишков? Во последните години многу малце, меѓутоа јас сум благодарен и на тоа. Во секој случај помагаат и материјално и финансиски. Најголемата помош, реков, е од општината, па министерството, јавното предпријатие Комуналец, мора да го споменам тоа. Секоја година ни помага и неколку компании кои еве во натура, во ова, во она, помагаат и го реализираат Излегуваат во пресвет. Да. Како се случи да се најдете на листата предложени за наградата Ристо Шишков? Кој ја иницираше? Како вие се чувствувавте кога ви јавија дека сакаат да, затоа што вообичаено и така оди? Па првичната идеја, првичната иницијатива за ваква награда беше пред 5 години. Меѓутоа рековме, ајде ќе чекаме барем да биде на 30 годишнината, да направиме едно заокружување на целата програма. Неколку луѓе го увидоа тоа и го предложија до општина Струмица. Еве, јас сум горд и благодарен на нив и се надевам дека ова ќе биде тридецениско заокружување на програмата на фестивалот. Следните 3 децении ќе имаме многу промени, ќе имаме многу нови идеи и ќе направиме еден фестивал. Има идеи да имаме и повеќе награди на фестивалот, да направиме една промена. Знаете, фестивалите, како што се развиваат, така се развиваат и желбите за награди. Сега ние останавме фестивал кој е со единствена награда Ристо Шишков, таа ќе си стои, истото тоа е и во фестивалот Војдан Чернодонински, меѓутоа Да се дозволи одредени промени? се чувствува празнина во тоа што еве нема награда за режија, нема награда за сценографија, за костимографија, за драмските, а тие се исто така важни како и акторот. Факт е дека фестивалот е фестивал на акторот, меѓутоа еве треба размислуваме и на тие идеи, да направиме некои промени и да додадеме уште неколку награди плюс. 30 години Ристо Шишков значи и 30 години сериозни ангажмани и голем волонтеризам. Има ли расположение кај млади луѓе кои што би сакале да се приклучат? Кој понатаму ќе го наследува? Не, треба некој да ја земе сигурно одговорноста, искусните да држат и да мотивираат, но и млада сила која што ќе сака Јас се надевам дека еве овие неколку години имаме некои млади луѓе кои се ангажираат и кои несебично се залагаат за реализацијата на фестивалот. Имате ли надеж дека Имам надеж дека ќе опстои фестивалот. Секако најголема благодарност треба да испратиме до сценските работници кои несебично се залагаат за реализација на целата таа програма. Без нив ние нема да направиме фестивал. Публиката не ги гледа нив, меѓутоа столбот и темелот на фестивалот се сценските работници, техниката која озвучува, осветлува и така натаму. Се надевам дека ќе имаме и неколку млади луѓе кои ќе ја преземат иницијативата за да продолжи фестивалот со нови идеи и со нови визии. Така. Господине Ристо, ви благодарам за учеството. Ние како струмичани и како канал ви сме горди на наградата и на обстојувањето на Ристо Шишков, па следново 31-во издание да сведочиме уште едно многу посјајно издание и посветло на Ристо Шишков. Еве, ви благодарам за се и ви благодарам и за вашата ангажираност во информирањето на фестивалот. Вие сте единствената куќа која досега од кога постоите, од кога постои фестивалот, информирате, правите целовечерни програми за фестивалот, правите известувања и голема благодарност до вас уште еднаш. Секако тоа е и наша должност кон заедницата. Ви благодарам уште еднаш.